Здраво! Добре дојдовте на каналот Слушај поезија и други приказни. Воедно, добре дојдовте во новиот серијал на пауза со моите монолози. Ова е мој мал простор каде што ќе зборувам за мислите кои што не тиштат, за соништата кои што не носат напред и за сите оние моменти во животот кои што не тераат да направиме пауза и да се слушнеме себе си. Секој монолог споделен овде ќе биде покана да застанете за миг, да вдишете и можеби да најдете одговор на некои ваши неодговорени прашања. Подготвени? Колку често зборуваме за самотијата како да е таа нешто страшно, како да е темнина од која мора да бегаме со сите сили. Сите ние барем еднаш сме се плашеле да останеме сами со себе, затоа што тогаш нема кој да ни го одвлече вниманието и тогаш нашите мисли почнуваат да зборуваат погласно од било кога. Но вистината дека самотијата не е нашиот непријател. Таа е просторот кој што ни го дава животот за да се запознаеме себе си и да бидеме подобра верзија од себе си, да работиме на себе. Во самотијата го слушаме срцето појако, како чука во свој ритам, без да се надпреварува со светот околу нас. Во самотијата ги слушаме и нашите соништа, кои понекогаш сме ги потиснали затоа што некој некаде ни рекол дека не се реални или неостварливи. И токму таму, во моментите на тишина, можеме да ја погледнеме сопствената мапа на нашата душа, доколку сме ние книга. Самотијата ни дава простор да ја прочитаме секоја страница од книгата на нашиот живот, да почнеме да се раслојуваме дел по дел, се додека не ја завршиме таа книга и не се запознаеме себе си подобро. И кога еднаш ќе ја прифатиме таа самотија, ќе сватиме дека повеќе никогаш не сме вистински сами, затоа што сме во друштво на најважниот човек во нашиот живот, а тоа сме ние самите. Следниот пат, кога ќе се почувствуваш осамено, запомни дека не си сам. Обиди се да не бегаш од таа тишина. Седни, диши и слушај. Можеби токму тогаш ќе ја слушнеш мудроста што толку долго си ја барал. Понекогаш самотијата изгледа како безгласно ехо, што не плаши. Но дали тоа секогаш така? Дали секогаш кога сме сами, ние мора да се чувствуваме и осамени по дефолт? Познавам многу луѓе кои што се чувствуваат осамени помеѓу стотици луѓе и луѓе кои што се сами, но никогаш не се чувствуваат осамени. Ако останеме доволно долго во тишина, ќе откриеме дека самотијата не е казна, туку дека е учител. Во незината тишина ги слушаме нашите наискрени мисли, оние кои што ги заглушуваме во бучавата на секојдневието. Да се биде сам не значи да се биде напуштен, туку значи дека се има храброст да се сретнеш со себе си, да си погледнеш себе си во очи. И можеби таму, во најдлабоката тишина, односно во длабочината на сопствената тишина, ќе ја најдеме силата што никој друг не може да ни ја подари. Да се биде сам не е страшно. Многу е пострашно да се биде осамен помеѓу луѓето. Самотијата е огледало. Таа не го покажува нашето лице, туку ја покажува внатрешноста. Скриените мисли, ставови и желби. Многу ми набегаат од неа, плашејќи се од вистината која што ќе ја откријат. Но кога ќе се погледнеме во тоа огледало, сваќаме дека токму таа самотија не прави посилни. Таа не ја враќа моќта да бидеме своји, без маски, без очекувања, без тајни. Да ја погледнеме самотијата од еден друг агол. Не мора да биде пустина, нека биде пристаниште, место каде што се среќаваме за да собереме сила. Во самотијата учиме да не зависиме од ничија аплаус, ниту да бараме ничија потврда. И учиме да не зависиме од никого, туку од самите себе. Во тие моменти душата шепоти: јас сум доволен, јас сум доволна. И во тој миг ја чувствуваме вистинската слобода. Самотијата може да биде навистина ослободувачка. Останете со мене во ова патување. Секоја епизода ќе биде мала пауза за вас и нов прозорец кон нешто поголемо. Ако ви се допадна оваа идеја, поддржете го каналот и притиснете subscribe и лайк. Сега, вие сте наред. Ви очекувам во коментари да ми одговорите на прашањава.
Кога последен пат си дозволи да бидеш ти сам со себе, со своите мисли, без телефон, без компјутер, без луѓе, само ти и тишината? И второто прашање, дали самотијата ти представува товар или можеби скриена прилика да се запознаеш себе си подобро? Ве чекам во коментари.